Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И денеска, впрочем, како и секој издание, ќе доставиме многу информации кога станува збор за проблемите околу вашето здравје, а се надевам дека во оваа емисија у нас сето што ќе го информираме и ќе го доставиме до вас, ќе биде корисно за некој кој што ќе се пронајде во оваа проблематика за која што денес ќе говориме. Значи, мој денешен гостин е професор Карл Бекер, кој што доаѓа од Германија. Меѓутоа, тој е интересно што работи низ светот како професор за протетика. Моментално е во Центарот за протетика во Софија, Бугарија, и оттаму еве ни гостуваат во емисијата Ваш термин, ни се гости денеска во телевизија Сонце и ќе проговориме малку околу оваа проблематика. Меѓутоа, на почеток би сакала да го поздравам, нели, доктор Бекер и ќе му посакам добре дојде. И на почеток би сакала да кажете малку нешто повеќе за вас, нели, како информација за нашите гледачи. Zuerst willkommen und wie lautet Ihre Biografie? Ich habe Orthopädietechnik studiert und bin jetzt Lehrer weltweit. Студирав како ортопед техничар и сега насекаде низ светот сум наставник, професор. Ja, und ich bin auf der ganzen Welt bin ich tätig. Jetzt war ich vor 2 Wochen in China und habe da auch in verschiedenen Instituten Orthopädietechnik gelehrt. Пред 2 недели бев во Кина и ги обучував во поголемите институти за ортопедската технологија, техника. Und ich komme gerne nach Bulgarien. Erstmal, weil meine Frau aus Bulgarien kommt. Und zum Zweiten habe ich eine besondere Beziehung zu dem Prothesenzentrum. Со задоволство доаѓам во Бугарија, најпрво поради тоа што мојата сопруга е од Бугарија и имам една посебна врска со Центарот за протетика. Dadurch, dass es in Bulgarien auch keine Schule gibt für Orthopädietechnik, habe ich schon vor 10 Jahren angefangen, Orthopädietechnik in Sofia zu lehren. Бидејќи во Бугарија нема училиште за ортопедија, пред 10 години започнав да предавам како професор. Und jetzt ist das Prothesenzentrum ganz neu und in diesem Prothesenzentrum machen wir ganz hochwertig qualifizierte Prothesen. Центарот за протетика е сосема нов и произведуваме високотехнолошки протези. Во соседството, значи во Бугарија, вие работите во Центарот за протетика, па да ни кажете која е специјалноста на овој центар? Wie ist die Spezialität des Zentrums? Ja, die Spezialität des Zentrums ist, dass wir sehr spezielle Prothesen bauen, die Spezialisten benötigen. Произведуваме специјални протези. Und diese Prothesen setzen sich zusammen aus elektronischen Bauteilen zum Beispiel. Овие протези ги вметнуваме со електронски делови. Добро, значи тоа е тој начин на кој што вие ги вградувате протезите. Има ли некои посебни методи за успешно вметнување на оваа протеза? Haben Sie besondere Methoden für ein erfolgreiches Einsetzen der Prothese? Ja, und zwar wir haben in dem Zentrum in Sofia spezielle Maschinen dafür und spezielle Apparate, damit die Teile gut zusammenpassen. Во центарот во Софија имаме специјални машини и специјална апаратура за деловите да можат да си одговараат. Wir haben zum Beispiel, wenn man so Hände hat und die Elektronik da drin ist, muss das
genau passen, damit die Hände sich dann auch nachher bewegen können. Например, на ова Така. дланка, рака имаме специјална електроника. Oder zum Beispiel, wenn man wie bei Alexander eine Prothese baut, dann müssen diese Teile gut zueinander passen. Или, например, како кај протезата кај Александар, Така. која што заедно ја работевме, мора деловите да одговараат сосема коректно. Така. Also es gibt hierbei Carbonelemente und es gibt hierbei einen Schaft und das muss gut zusammenpassen. Овде има елементи од карбон и врска на телото со механиката и тие мора заедно добро да си одговараат. Което е най-важното, разбира се, за да може пациента да върви удобно. Връзката с протезата и тялото. Така. Тъшата. Би сакала тука Александар да го представам до нашите гледачи, бидејќи не го представив на почетокот. Тој е пациент на доктор Бекер, меѓутоа сега му е веќе асистент. Да. Александар, накусо само какво беше вашето искуство, колку сте задоволни од сето ова што професор Бекер го направи за вас? Аз съм много доволен, ако го нямаше професор Бекер да ми помогне и в работата, която сега вече работя 10 години. В България нямахме такова ниво на протезиране. Така. Нивото беше много ниско и сега вече от 10 години, заедно с професор Бекер, работим и вдигаме нивото. И за пациентите е много добре, защото живеят нормално. Така. Връщат се обратно в начина на живот, който са имали преди. Значи, доктор Бекер, колку трае овој процес и како потоа оди процесот на рехабилитација кај еден пациент? Wie lange dauert der Prozess der Rehabilitation? Bei uns im Zentrum in Sofia dauert der Prozess 2 Wochen. Кај нас во центарот во Софија процесот трае 2 недели. Zuerst wird eine Anamnese, also eine Untersuchung gemacht, wie in einem Krankenhaus. Најпрво се прави преглед во нашата болница. Die Patienten wohnen auch in unserem Zentrum. Пациентите исто така живеат во нашиот центар. Und dann fangen wir an, machen zuerst einen Gipsabdruck, also um den Stumpf einen Abdruck mit Gips. И потоа земаме мерка со гипс. Dann mit speziellen Apparaturen wird die Prothese dann zusammengebaut. Потоа протезата се прави со специјална апаратура. Und dann macht der Patient die ersten Schritte. И тогаш пациентот може да ги направи првите чекори. Und dadurch, dass dann diese Prothese aus sehr teuren und hochwertigen Teilen besteht, müssen die genau zueinander passen, die Teile. Бидејќи оваа протеза се состои од многу скапи делови, тие мора добро да се одговараат. Und zwar fängt das denn so an, das kann ich jetzt auch mal vormachen, zum Beispiel mit einem Silikon. Например, сега ќе ви покажам со силикон. Und dieses Silikon kommt zuerst dann auf das Bein. Така. Ови силикон го ставаме на ногата. Das ist ein spezielles Material. Тоа е специјален материјал, не е обичен силикон. Und dann können Sie mal ziehen Така. und dann hält das fest. И го држи цврсто. Damit geht er dann rein, И за Und која dann ќе стави да на стабилно. geht es, То е kann er връзката, damit gehen. връзката между тялото. Und der Patient braucht kein Gürtel mehr. И пациентот повеќе нема потреба од колан за да ја држи. Така. Und durch die Teile, also zum Beispiel den Carbonfuß,
И преку деловите, например со стопалото од карбон und das gute Kniegelenk и под коленицата, под коленото, kann der Patient nachher sofort wieder gehen. веднаш пациентот може повторно да почне да се движи. Und das Besondere hierbei ist, dass wir in 2 Wochen den Patienten nach Hause gehen können lassen und dann kann er mit seiner Prothese ganz alleine wieder gehen. И особено добро е овде тоа што пациентот по само 2 недели може го отпуштаме, може да си оди дома и сам да продолжи да се движи. Wir haben zum Beispiel Kinder bei uns, die eine Prothese bekommen. Wir haben normal nach einem Unfall Patienten und wir haben auch ältere Patienten bei uns in der Klinik. Кај нас во клиниката имаме деца, имаме нормални пациенти после некоја несреќа и нормално повозрасни пациенти. Кои видови на протези ги имате и кои од нив вие ги местите? Was für Arten der Prothesen haben Sie und welche benutzen Sie? Ja? Es gibt verschiedene Höhen der Amputation. Zum Beispiel unter dem Knie, über dem Knie, Handprothesen, Armprothesen. Има различни места на ампутација, например под коленото, над коленото Така. или протеза за рак. Dafür gibt es spezielle Materialien und es gibt dafür spezielle Mechaniken. Затоа има специјални материјали и специјални механизми. Meine Aufgabe ist es, erstmal als Lehrer den Technikern zu zeigen, wie die Mechanik funktioniert. Мојата задача е пред се како професор да им покажам на асистентите како функционира механиката. Sodass nach meinem Besuch auch die Techniker wie Alexander das alleine machen können und das für die nächsten Patienten alleine setzen können. Така да по мојата посета веќе техничарот Александар сам може да ја поставува протезата. Покрај ова што го напоменавте, нели, при повреди на нозете, рацете, ампутација и така натаму, кои видови други заболувања и дали работите со пациенти кои што имаат и други видови заболувања, како на пример церебрална парализа или нешто слично? Arbeiten Sie auch mit Patienten mit anderen Erkrankungen? Ja, zum Beispiel, was Sie gesagt haben, nach Zerebralparese. Und da fertigen wir auch Orthesen. Исто, правиме ортези. Diese Orthesen werden auch speziell hergestellt. Wir haben zum Beispiel aus Sofia einen Jungen mit Zerebralparese. Den haben wir Orthesen gebaut und jetzt kann er zur Schule gehen, alleine. Овие ортези ги правиме специјално. Еве, например, од Софија имавме едно младо момче кое го имаше тој проблем. Изработивме за него ортеза и веќе може и сам да оди на училиште. Така. Und zum Beispiel Orthesen auch für den Körper. Wenn zum Beispiel eine Skoliose da ist, dann machen wir auch eine Orthese für diese Patienten zusammen mit den Doktoren, mit den Ärzten im Krankenhaus. Исто така, ортези за сколиоза, тие ги правиме заедно со докторите во болниците. Oder zum Beispiel nach Knieoperationen machen wir Orthesen für das Knie, damit das wieder stabilisiert wird. Исто така, после операција на колено, изработуваме ортези за колено за подобро, за повторно да функционира. Und das Besondere ist, alle Teile, die wir bauen, sind speziell angefertigt. Spezielle Technik. Jeder Patient ist unterschiedlich. Секој пациент е различен и секој дел кој што го изработуваме е со специјална технологија. Така. Значи, за секој пациент посебна протеза. Буквално од првото до последното делче, така? Много индивидуално, да.
Für jeder Patient haben sie eine besondere Prothese. Genau. Jeder Patient ist unterschiedlich, egal ob er eine Einlage bekommt oder eine Prothese. Jeder Patient wird speziell bei uns behandelt, weil wir sind Spezialisten und es gibt nicht so viele Spezialisten auf der Welt. Ние сме специалисти, не постоят много специалисти на светот, всекој пациент е различен и специално го лечиме кај нас. Und gerade auch in Ländern wie zum Beispiel Bulgarien oder Mazedonien gibt es keine Schule. И во Бугарија или Македонија нема такви училишта. Und Patienten zum Beispiel auch aus Mazedonien, die fragen dann, wo ist ein Spezialist? Ich kann nicht immer nach Deutschland fahren. И еве, например, пациентите од Македонија се прашуваат, па каде има специјалист, не можам секогаш да патувам до Германија. Deshalb haben wir in Sofia, und der Stadtteil heißt German, haben wir ein Zentrum gebaut, ein Prothesenzentrum. Така да во Софија изградивме центар за протетика. Wo denn auch Patienten von Mazedonien mit dem Auto kommen können und kriegen bei uns eine spezielle Behandlung. Така да пациентите од Македонија можат кај нас да дојдат со автомобил, например, и добиваат специјално лечење, лекување. Und diese Patienten, wenn die 2 Wochen bei uns sind, gehen nach Hause und sind zufrieden und können wieder gehen. И овие пациенти, откако ќе поминат 2 недели кај нас, повторно се враќаат во својата татковина, во домовите и можат повторно да се движат. Oder können wieder greifen. Или можат да фаќат. Как ќе го... Oder können wieder laufen, wie Alexander. Er kann wieder ganz normal laufen, richtig laufen. Тој може да трча, навистина да се... Und das Ziel ist, wenn die Patienten nach Hause gehen, dass man nicht sieht, dass sie eine Prothese tragen. И целта е кога пациентот ќе си оди дома да не се забележува, да не се гледа дека тој сепак носи протеза, да може нормално да функционира. Also Alexander zum Beispiel macht alles zu Hause. Der kann gehen, der kann rennen und der ist in seinem Beruf überall wieder akzeptiert. Еве, например, Александар прави се самостојно дома, може да се движи, да оди, да трча, исто така во неговата работа, во професија е насекаде прифатен. Man muss sich das so vorstellen, Patienten nach einer Amputation, die fühlen sich nicht gut. Пациентите после една ампутација не се чувствуваат баш добро. Oh, die sagen, ich bin behindert und ich kann nicht wieder am täglichen Leben teilnehmen. Јас сум попречен, сум инвалид и не можам да заземам Не можат да живеат нормален живот. Да, не можам така, да. нормално да функционираат во секојдневието. Und bei ihm ist es zum Beispiel so, dass er sogar seine Prothese zeigt. Er geht auf die Straße und zeigt das. Еве, тоа е и така кај него, тој дури може и да ни покаже како Така, се дури движи имаме и низ пример тука, децата. кој што навистина има позитивно искуство. Аз работя по цял ден, 8 часа съм на работа, имам 3 деца, ходим на разходки. Значи функционирате нормално? Абсолютно. Така. Да. Мога да бягам, да скачам. Така. Се она што го прават луѓето кои што имаат. Другите, да, хора без ампутация, всичко е... Живея пак както преди. Така. Also bei Ihnen ist es zum Beispiel, bei vielen Patienten ist es so, die sagen, ich denke gar nicht mehr, dass ich eine Prothese habe. Кај него, како и кај многу други пациенти, не се познава дека има протеза. Ме интересира кој ги изработува протезите? Дали вие или имате некој тим кој што на кој што вие нели ќе му го објасните, ќе му го кажете сето она што вие сте го направиле како проценка, како протетичар и вашиот асистент, или кој ги изработува? Wer stellt die Prothese her? Haben Sie ein Team, oder? Ja, gute Frage. Es geht nur in einem Team. Und das Team muss zueinander passen. Das heißt, jeder hat eine spezielle Aufgabe.
Да, добро прашање, се работи за тим и секој во тимот си има специјална задача. Und in dem Team ist einer speziell dafür, der mit dem Patienten geht, dass er wieder die ersten Schritte macht. Der nächste ist dafür, mit Laser zu arbeiten, dass der Aufbau genau passt. Секој во тимот си има своја специјална задача. Така. Einer arbeitet, damit der Patient wieder einige Schritte machen kann. Еден работи со тоа пациентите да можат да направат неколку чекори. Der nächste arbeitet mehr mit Maschinen. Следниот пак повеќе работи со машини, Der nächste arbeitet mehr mit Elektronik. некој со електроника, Der nächste arbeitet mehr mit Materialien wie Silikon. а другиот пак работи со материјали, например како силикон. Der nächste ist ein Psychiater, auch wichtig. Исто така, важно е и тоа што имате и психијатар. Така. Dann kommt noch ein Doktor dazu. Потоа следува и доктор. Und nur das Team kann eine gute Prothese bauen. И само целиот тим може да направи една добра протеза, да изработи. Така. Спомнавте психијатар. Бидејќи знаеме дека кога луѓето ќе изгубат некој од екстремитетите, како што кажавте и претходно, се разочаруваат бидејќи не можат да функционираат нормално во секојдневието и нормално е дека психички паѓаат, можеби понекогаш и можат и да доживеат депресија. Па каква улога има тука психијатарот, бидејќи сепак психичкиот дел кај една личност е многу важна во однос на тоа да биде еден човек подготвен за да му се вгради ваква протеза. Nach einer Amputation können die Leute nicht so gut funktionieren. Dann, wie ist die Rolle des Psychiaters? Ja, ganz wichtig. Patienten können am Anfang nicht so gut akzeptieren, dass sie ein Bein verloren haben. Да, сосема е важна улогата на психијаторот. Пациентите на почеток не можат да прифатат дека изгубиле нога. Das heißt, wenn sie im Bett liegen, können sie nicht aufstehen und gehen. Das verstehen die Patienten am Anfang nicht. Тоа значи дека, например, кога лежат во креват, не можат да станат и да се движат. Нормално тоа не можат да го разберат. Also am Anfang ist nicht der Techniker der Wichtige, sondern der Psychiater ist der Wichtige. Mit dem Patienten sprechen, was passiert, was sind die nächsten Schritte, bevor der Techniker kommt und baut die Prothese. На почетокот не е важен техничарот, туку поважен е психијаторот, тој да зборува со пациентите, што се случува, кои се следните чекори, а дури потоа доаѓа техничар. Значи прва е улогата на психијатарот. Ja. Ja. Und die Gespräche, auch bei uns in dem Zentrum, sind ganz wichtig. Кај нас во центарот се доста важни разговорите со психијатар. Bei uns arbeitet die Frau Dr. Dancheva. Кај нас работи докторката Данчева. Sie ist vierfach amputiert, 2 Arme und 2 Beine weg. Таа има ампутирани 2 нози и 2 раце. Und sie kann natürlich dem Patienten viel besser erklären, was die ersten Schritte sind. И се разбира, таа најдобро може да им објасни на пациентите кои се првите чекори. Und sie ist Psychologin und auch ein Psychiater. Така. Таа е психолог, така и психијатар. Прифатила сето тоа. Кажавме дека на повеќе места на светот практично работите, односно го пренесувате своето знаење во многу центри. Моментално сте во Софија, каде се на други места сте биле? Sie arbeiten in der ganzen Welt. Im Moment sind sie in Bulgarien, in Sofia. Ich habe gearbeitet viel in Osteuropa. Nach der Wende 1989 bin ich am Anfang nach Tschechien gefahren. Многу работев во Источна Европа, во Чешка. Dann bin ich nach Ungarn und habe das lehrhaft gemacht. Потоа во Унгарија. Nach Polen,
nach Bulgarien und jetzt in Mazedonien. Полска, Бугарија и сега во Македонија. Бидејќи ја спомнавте Македонија, дали имате покана од нели од кај нас, од некоја од нашите можеби приватни болници да воспоставите некоја соработка, па ете нели луѓето наместо да одат подалеку во Бугарија, да можат еве и ваквите проблеми да ги решаваат овде. Sind Sie schon von mazedonischen Krankenhäusern angerufen? Wir haben die ersten Kontakte geknüpft und ich möchte gerne auch in den Krankenhäusern Seminare für die Ärzte geben und auch für die Techniker. Ги склопивме првите контакти и сега со задоволство би ги обучил, би направил еден семинар во болниците за докторите и техничарите. Oder vielleicht mit dem Minister für Gesundheit auch mal sprechen. Или би можел да зборувам со министерот за здравство. Weil unser Beruf ist ganz qualifiziert und es gibt nur ganz wenige davon. Затоа што многу малку ни има во нашата професија. Так. Und wenn zum Beispiel das Bein ab ist, möchte man ja gerne wieder gehen können. И, например, кога човек е без нога, исто така би сакал повторно да почне да се движи. Dazu braucht man in Deutschland 8 Jahre Ausbildung, 5 bis 8 Jahre Ausbildung. За ова во Германија мора да се студира 5 до 8 години. Значи, колку што ве разбрав, вие сте расположени да соработувате и со министерот наш за здравство Филипче, па се надевам еве ако ова го слушне нашиот министер, ќе добиете покана и нели се со една единствена цел да можат и нашите пациенти овде кои што имаат вакви проблеми да не мора да одат во друга земја, него да понатаму да имаат можност тоа да го прават тука, да ги решаваат ваквите проблеми. Ich hoffe, dass unser Minister lädt Sie ein. Dankeschön. Ich würde mich freuen und ich würde mich freuen, dass auch die Amputierten hier in Mazedonien wieder gut gehen können und gut rehabilitiert werden. Благодарам, се надевам, мило ќе ми биде, се надевам дека и луѓето во Македонија кои се со ампутирани делови ќе можат повторно да се движат нормално. Тука сме некаде при крајот на разговорот, меѓутоа би сакала да ве прашам едно нешто околу нешто какви вие сознанија имате во однос на квалитетот на протезите од пациентите кои сте ги имале од Македонија и каков е воопшто квалитетот на останатите, ако може да направите некоја споредба или разлика? Wie ist die Qualität der Prothese, zum Beispiel hier in Mazedonien? Viele Patienten hier bekommen die Prothese bezahlt vom Gesundheitsministerium. Во Македонија ја финансира Министерството за здравство. Da können in diesem Zentrum keine hochqualifizierten Teile eingesetzt werden, weil die werden nicht bezahlt. Па поради тоа во овие центри не можете да добиете високотехнолошки по-квалитетни да бидат. Ja, und da müssen die Patienten, wenn sie die Möglichkeit haben, können sie gerne zu uns kommen, aber dann, diese Teile, die sind sehr hochwertig und teuer. Тогаш пациентите, доколку имаат можност, може да се обратат кај нас, иако овие делови се доста скапи. Ich hoffe auch, dass zum Beispiel in Mazedonien das Gesundheitsministerium sieht, dass Prothesen mit besseren Teilen, besserer Ausbildung zum besseren Ergebnis kommen. Се надевам дека министерот за здравство овде во Македонија ќе види дека протезите се со многу подобри делови. Bessere Teile? Bessere Technik. Ja, и подобра технологија направени. Точно. Добро. Со оглед на тоа дека, како што кажавте, се многу скапи, нели? Предпоставам дека кога би се направила некоја соработка со нашето министерство, тоа би требало понатаму да го покрива фондот за здравство, според некои правила? Die Prothese sind schon sehr teuer und wenn Sie eine Mitarbeit mit
unseren Ministerium machen. Was meint ihr, bezahlt das die Versicherung, die Prothese? Bezahlt die Versicherung die Prothese? Ich kann jetzt nur mal für Deutschland sprechen. Сега би можел да зборувам само за Германия. In Deutschland gibt es ein Gesetz, das heißt, der Patient hat Anspruch auf die neuesten Techniken. Во Германия има закон кој ги аншпрух. Der erhält die neuesten Techniken. Der bekommt Во die neuesten Германия има Techniken. закон кој се држи до најновите технологија. Und die neuesten Techniken werden von den Krankenkassen in Deutschland bezahlt. И најновата технологија во Германија се плаќа од здравственото осигурување. Aber das kommt auch nur dadurch, dass die Ausbildung in Deutschland sehr hoch ist. Ама се работи за тоа дека и обуката, образованието во Германија е на многу високо ниво. Und das Gesundheitsministerium sieht auch, wenn eine Ausbildung gut ist und die Teile sind gut, dass der Patient viel besser gehen kann. И исто така Министерството за здравство го согледува тоа дека кога образованието е на високо ниво добро и кога деловите се добри, така да пациентот може да се движи. Die können, genau wie Alexander, wieder zurück in den Beruf gehen. Еве, например, Александър повторно се врати Die на können работа. wieder Auto fahren Той може да вози автомобил, und können am täglichen Leben wieder teilnehmen. може да учествува во секојдневниот живот. Und das wünsche ich mir natürlich für jeden Patienten, für jeden. И желбата за секој, баш за секој пациент ми Und е ich kämpfe auch in jedem Land, wo ich hingehe, dass auch das Gesundheitsministerium und alle zuhören, dass es eine qualifizierte Ausbildung geben muss für eine gute Versorgung der Patienten. во секоја држава Министерството за здравство да овозможи едно квалифицирано образование. Die Patienten, die sich finanziell das erlauben können, auch in Mazedonien, können in das Prothesenzentrum kommen. Пациентите во Македонија кои можат финансиски да си дозволат Може да да си посетат стават протеза би можеле да дојдат кај нас во центарот во Софија. Und man muss dem Ministerium sagen, die Prothese ist sehr kostspielig, sehr teuer. Тогаш Министерството мора да каже дека протезата е доста скапа. Тој. Добро. Јас се надевам дека сето она што денес го кажавме и го пренесовме до нашите гледачи, за оние кои што имаат ваков проблем, ќе бидат информирани во секој случај и ќе може да дојдат во центарот во Софија за да може вие ако имаат желба да им изработите ваква протеза без разлика дали станува збор за за раце, за нозе и така натаму. Ви благодарам многу што имавме чест да ни бидете гости во телевизија Сонце и во емисијата Ваш термин и ви посакувам многу успех во вашата работа понатаму. Vielen Dank für den Besuch. Viel Erfolg und viel Glück in Ihrer Arbeit. Dankeschön. Danke. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека проследивте уште едно интересно издание на емисијата Ваш термин. Ако е така, тогаш се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Имајте добро здравје, грижите се за своето здравје и имајте пријатен остаток од денот.